Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Дардан Венецки, а вие следите емисијата Македонија мајка на светот. Вечерашната емисија снимена е во Неготино на 15 мај оваа година во училишниот центар за средно образование Кирил и Методи и представува моје излагање пред неготинчани на тема уделот на македонците во светската цивилизација. Молам режија да видиме снимката од Неготино. Дами и господа, чест ми е да се обратам пред еден ваков собир, пред волки млади луѓе, кои верувам сакаат да си ги осознаат корените. Сега имате повеќе можности во моје време, во времето на едноумието, во времето на Југославија. Верувајте, такви можности немавме. Моравме сами да се потрудиме да тражиме некои извори од надвор, пред се древни извори од античките автори, за да можеме да си осознаеме своите корени. На оваа тема може да се зборува 3 дена и 3 ноќи ќе биде малку. Македонија е најголемата светска мистерија, неразјаснета до денес и ќе помине уште многу време да се разјаснат сите мистерии што се плетат околу неа. Верувајте, имаме со што да се гордееме. Македонците го задолжија светот со многу цивилизацијски придобивки. За жал, светот ги учи како грчки. Од една основна причина. Тие тврдат античките македонци биле грци. И така на посреден начин ја влечат својата цивилизација. А Европа тоа го прифаќа. Вели, нашата цивилизација се темели на грчката. Ако земете да копнете, а земете да истражувате, се што значи цивилизацијска придобивка, ќе дојдете до еден народ наречен Пелазги, што е надворешен опис на луѓето Пелипотен, со руси коси, сини очи. Оттаму Пелопонес е Белопонес кај нас. Вардар е Белата река, Егејското море е Белото море. Главниот град е Бела, не Пела. Они немаат Б во својата фонетика, во својот говор, затоа користат П. Оттаму е Белагонија. Значи, се од тие беласти, од првите бели луѓе, кои по својот ген се венети, го кажа и професорот Петар Поповски, венетите се првите словени, тоа се синоними. И тоа треба секој македонец да го знае, за да си ги осознае корените. Кога ќе прочитате во древните избори Пелазги, или Пеласти, или Беласти, венети или словени, знаете дека е тоа едно те исто. Затоа нема разлика меѓу древните македонци и словените. Пред да предам на прашањето со што македонците го задолжија светот, кои се тие цивилизацијски придобивки што му ги оставија, сакам нешто да кажам токму за тие древни македонци, за нивниот ген. Да видиме кои биле тие врските и денешните, тогашните и денешните македонци. За жал, 50 години во времето на едноумието ние немавме можности да си го осознаеме своите корени. Македонското прашање, македонската историја беше фрлена под тепих во рамките на договорот помеѓу кралството Југославија и Грција, потоа нова Југославија со кралството Грција. Македонското прашање не се спомнуваше. Историјата македонска беше фрлена под тепих во рамките на таа пансловенска теорија. Ние се третиравме како задкарпатски народ. Самите се прогласивме за диви, неписмени, дојденци, натрапници на овие простори од задкарпатските мочуришта. Затоа не нарекуваат славомакедонци. Тој поим го измислија нашите јужни соседи, за да кажат и да направат дистинкција, разлика помеѓу славомакедонците, тоест ние, и некои други македонци. Тие тврдат дека постојат и некои други македонци, тоа се античките, од времето на Александар и Филип, кои според нив биле грци, за да можат да ги пристројат, да не оддалечат, да не расцепат, да не разделат. Тоа го чина веќе не само они римјаните 2200 години. Западот, за жал, го прифати. Но да видиме дали е навистина така, дали навистина ние сме дојденци. Ќе почнеме од нашата историја од 1969 година, прва по возобновувањето на древната македонска држава. Издание на Институтот за национална историја. Веројатно сите сте ја виделе тротомната. Меѓутоа, морам да кажам, овие луѓе што опишувале историјата, 20 доктори на науки, меѓу кои и 7 академици, што значи, слободно може да кажем и академијата застанат за оваа историја,
Тие децидно напишале, Словени, ние сме Словени. Тоа е неспорно. Ама денес сме Словени. Порано сме се нарекували некако поинако. Ќе го видиме тоа на тамошно излагање. Значи, во не се вели Словените се појавија на историска сцена за прв пат во 5 век. Внимавајте, не велат дојдоа од зад Карпати. Се појавија, а тоа е многу различно. И децидно стои натаму. Постоја вели и порано. Значи, овие постоја порано, но под друго име. Венети. 20 доктори на науки се подпишени на оваа наша историја. Никој немаше примедби. За жал политиката ја изврти историјата. Па нас не прогласи за Словени дојденци на трапници освојачи на овие простори. Главен извор чудесата на Свети Димитрија Солунски од митрополитот Јован Солунски, пишувана негде крајот на 6 век, почеток на 7 век. Меѓутоа јас ме прашувам, вие сте одека ученици во средно училиште. Дали некој од вас ја видел книгата Чудесата на Свети Димитрија Солунски? Дали некој од професори ја видел? Или само посредно по нечие кажување? Со години ја барав, не можам да најдам. Мора од Србија да ми ја пратат, да видам што во неја пишува. Кога видов се изненадов. Таму не пишува дојдоа Словените од зад Карпатите како што ни учеа во училиште. На 3 места вели се крена големиот род на Словените. За се кренале на востание. Треба да е тука. Се крена, па преку нек се вели се створи пред зидините на Солун. Меѓутоа што се случува во понатамошното објаснување во таа книга? Вели, Словените од подзидините комуницираа со солунчаните на наш јазик, а ромеите, односно римјаните, го бранеа Солун. Ајде сега. Солунчаните и оние диви Словени од зад Карпати, што со трски уста го минаа Дунав, разговарале на наш јазик. Па едно време дојде наредба вели од царот да се уопси водачот на Словените. Водачот на 100.000 словенска војска дошол наредба од Цариград, односно од Константинопол, да се уопси. Ајде да ви видам маш. Шеф на полиција нека излезе да го апси шефот на 100.000 војска што сака да го нападне и да го освои Солун. Јасно ли ви е зашто се работи? Што не уче во тоа едно умење? Па натаму вели првенците осонски го сокрија водачот на Словените. На Словените. Кого криеле? Своите ги криеле. Тој луевен народ и во Солун и тој надвор од Солун. Тој што се кренал на востание од околните села. Вакви бисери во таа книга има многу, да не ве замарам. Меѓутоа истото се учи и на Сорбона. Не се учи само во нашава историја. Земете Франсис Конт, шеф на катедра за руска цивилизација, буквално исто. Не знаете кој од кого препишал. Дали нашиот институт од Сорбона или Сорбона од нас. Бидејќи нашава историја е постара, претпоставувам и тие. А меѓутоа тоа мора да е наука распространета низ цел свет. Тоа се учи на другите универзитети. И таму се вели Словените се појавија на историска сцена во 5 век. Истите извори што ги цитира нашава историја и на Сорбона. Плиние, Толомеј, Тацит, а најмногу се експлоатира Јорданес, историчар од 6 век кој што тврди Словените, Антите, Сарматите, Венетите еден исти народ. Видите сега, Словените и Венетите се исти народ, синоними. Па ако се Венетите првите Словени, јас прашувам како можеме ние да бидеме дојденци на трапници на овие простори? Кога не постои антички автор, кој што пишува за историјата, за едногенезата на народите, а дене ги спомнал Венетите овде и по целиот Медитеран. За Венетите пишува Хомер, пишува Квинти Руф, еден од хроничарите на Александар. Пишува Вергилиј, најголемиот римски поет. Пишува Херодот, таткото на историјата, неморамниот Диодор, Страбон, Тукидид, кого сакате? Врв е Гај Јулије Цезар, сите го знаете. Најголемиот римски император, познат како маж на Клеопатра VII Македонката. Постојано на релација Рим Александрија. Тој вели Венетите се најголемите морепловци. Ги држат сите мориња, пловат дури до британските острови. Меѓутоа лошо им особина вели што не ја почитуваат власта на императорот, да ги подбуцнуваат и другите народи да не плаќаат данъци на императорот. Гледајте сега кои проблеми ги имал Гај Јулије Цезар со тие Венети, со тие диви Словени. И уште нешто,
Како тие диви Словени, како што наша учева го поминале Дунав со трски уста, знаеле да градат само чунови едно седи, во едно изглабено дрво, на Медитеранов најголеми морепловци. Зашто ова се премолчуваше? За жал, уште има остатоци од тие структури во Македонија кои што кошат да излезе вистината на виделина. Не се само овие автори. Еве, земете го Јадранското море. На сите стари мапи има во универзитетската библиотека една збирка на стари мапи, ќе видите Јадранското море на десетина од нив запишено како Венецко море или Венецки залив. Тит Ливе ќе каже дека Венетија, најубавиот град, го изградиле венетите, дојденци од Македонија, по Тројанската војна. Целата Северна Италија е Венето. Спомна професорот Поповски, десна притока на Бистрица е Венецка река. И имаме по Суговскиот крај Венечка река. Во финскиот јазик Русија е Венија, во естонскиот Венелаине. Јазикот на лужичките срби во Германија е Виндиш. Што гледаме од Крит до Балтик Венети? Ама тоа е до 6 век. Што се случува во 6 век? Одеднаш исчезнуваат Венетите, нема више Венети. Од Крит до Балтик нема Венети. Меѓутоа од 6 век, па наваму од Крит до Балтик Словени. Ај се поставете си прашање. Кај исчезнаа Венетите? Да се покрене простор по моја проценка треба 100 милиони народ. Нема податоци за погроми, уништување, катаклизми, ништо. Меѓутоа ги снемува. А од кај се појавива Словените? На истите простори. Пак треба 100 милиони. Каде одеднаш 100 милиони Словени? Пред 6 век Словени нема во Русија, нема во Чешка, нема во Словачка, нема во Украина, нема во Белорусија. Нивната историја вели и кај нив се појавија Словените за пропад во исто време. Па што се случило тогаш? Треба ли голема мудрост? Само преименување. Римјаните, кои што сака да се заборави тоа Македонско царство, заборават македонци едноставно не нарекоа склави, што на латински јазик би речело робови, а склавини, оние заедници словенски, робски заедници или на робски народ, понижувачки, да ни дадат понижувачко име, како што им дадоа на грците граици, дојденци, како што им дадоа на србите серви, слуги, како што им дава на булгарите, вулгарите, кажано сега вулгарно простаци, и ние требаше да бидеме робски народ, па да се уклопиме таман у друштвото, да заборавиме кои сме. За жал тоа не им помина. Ги преведовме суви преку вода, го прифативме името Славени, не склави, него слави. Народот што ја пронесе славата, сега ќе видиме натака на писмото, на културата, јазикот, архитектурата, музиката, музичката скала, географските карти, астрономија, науката, све што сакате, потекнува од пелазгите. Се е тоа цивилизација кој припаѓа на овој пелазгиски народ, најстариот народ на Балканот. Тој и грците го признаваат, не го спорат. Сега, мора за волја на вистината да кажеме дека има и придоаѓање. Во 6 век границата на Византија се повлекува, таа била од таде Дунав, меѓутоа по налетот на хуните, аварите, татарите, монголите, плячките што ги прават, Византија поставила границата на Дунав како посигурна граница, а оно население што било незаштитено, немало кај да иде него да си дојде, али дошло кај своите, али тоа се минорни бројки. И имаме на друга мала бројка од македонско благородништво, кое што по доаѓањето на римјаните овде, оние што биле побогатите, знаеле што ги чека, избегале на север, кај своите. И таму живееле луѓе од родот на беластите, венетите, словените, како сакате. Сега дошло времето да си се вратат на своите огништа, кога веќе опасностите поминуваат, кога словените веќе зазимаат голем замав на овие простори, тие си се едноставно враќаат. Тоа не можеме да го негираме. Сега да видиме со што нашите предци го задолжија светот. Велиме све било грчко. Да видиме дали е грчко. Енгел сите го знаеме, поготово ние од постарата генерација.
Меѓутоа Енгелс има напишано нешто што не е од економијата. Тој докторираше на Хераклит. Добро знае древната историја. Што тој вели? 12 најголеми цивилизацијски придобивки. Хелените ги презедоа од варварите од себе. Ке видиме кои се тие цивилизацијски придобивки, да прашам, кои се тие варвари што живееа до грците? Има ли те друг сосед сем македонците? Од три страни се окружени со море, од четвртата граничја со нас. Само од нас можеле да ги зеле. Што зеле од нас? Да видиме што запишал еден од најголемите научници. До време го негирано, сега гледам, цел свет почиња повторно да го учи. Неговите предвидувања на Марс очигледно се обистини, а сега тие си ги барат грешките во нивните дела. Тој вели, значи Хелените ги зеле од варварите од север следниве работи. Усовршеното железно орадие, ковачкиот мев, рачната мелница, гранчарското тркало, преработката на масло и вино, развиена обработка на метал, колата и борбената кола, градењето бродови, почетокот на архитектурата, утврдените градови, Хомеровите епови, внимавајте, и севкупната митологија. Се е ова на некој друг народ, не на така наречените грци, данајците. Некој друг ја создавал ова цивилизација. Меѓутоа не се само овие 12. Има уште дузина, стотина други. Ќе набореме само некој од нив, да не ја замараме, за да сватите кој е кој на овие простори. Кој е дивиот и неписмениот, кој е создателот на цивилизацијата со која денес Европа се горди и на која што се темели. Ке почнеме од најстарите населби. Самите историчари од Запад, еве Харолд Ламп, еден од најголемите познавачи на западна историја, вели најстарите организирани населби во Европа се оние во Македонија, 6620 година пред новата ера. Не спомнува Грција, не имало тогаш Грција. Најстарата држава, македонската. И точно ја споменуваат онаа на Каран, 814 година пред Христа. Меѓутоа, во кумранските записи ќе најдете дека и пред тоа македонците имале 28 крали. Тоа што се знае, она што е сокриено и не се знае во оние 5000 текстови што грците ги прогласија за државна тајна, поради безбедност на Грција не ги вадат од антиката, тоа е друго прашање. Плутарх ќе забележи дека македонската царска династија со Херакле е македонец. Династијата е македонска и по него именувана така. Александар вели е потомок на Херакле, по татко, по мајка е потомок на Ахил. Гледајте сега кои биле Херакле и Ахил. Сите ги учиме како грци. Меѓутоа, еден од најголемите антички историчари Плутарх запишал дека тие се македонци. Сите се тие пелазги, токму поспоред овие автори. А пелазгите кај сите антички автори ги сметаат и македонците. Значи, македонците се дел од тоа огромно пелазгиско јато кога живее од Крит до Балтик, како што се денес словените. Бидејќи е најстарата држава македонската, нормално е првите монети да се јават во македонската држава. Значи, основите на монетарниот систем во светот ги поставија македонците. Затоа представниците на монетарниот фонд кои дојдат така само скриено, поради зависи може да го признаат, иако не сакаат тоа јавно да го кажат. Најстарата музичка скала. На сите музички школи, на сите универзитети, на сите академии ги учат дека најстарата музичка скала е бригиската. Па кои се бригите? Најстарото македонско племе. Тројца автори го запишале тоа. Го запишал Плутарх, Плинije, го запишал Диодор. Сите пред 2000 и кусур години. Основите на музиката ги се поставени овде. Архитектурата. Не учат на нашите универзитети архитектура почиња во Македонија во 19 век. Меѓутоа земете Марија Гимбутас, еден од најголемите научници на 20 век, кој напредно грандиозно дело, Стара Европа го именуваше. Центарот на европската цивилизација и архитектура го темели на цивилизацијата овде, на овие простори,
Во центарот на таа цивилизација е Македонија, на нејзината насловна страница македонската куќа од Породин, 6000 години пред Христа, со камини, воджаци, дневни спални соби со прозорци и врати, кога цел свет живееше во земуници. Првите куќи се појавија низ Европа нешто подоцна без врати и прозорци. Која цивилизација била овде? Тука се почетоците на архитектурата. Еве и Енгелсите го кажа. Основите на театарот. Не учат театарот почнал во Македонија со Чернодримски 19 век. А погледнете, секој антички град во Македонија има театар. Дојдоа римјаните овдека најдоа готови театри, не знаева што да прават со нив. Што ќе прават кутри, нема ни драми, ни трагедии, ни... Па ги злабија сцените, направива гладиаторски борби. И тоа не му смета на светот денеска да учи дека има два типа театри, римски и грчки. Замислете. Римски и грчки. Кај се македонски? А што вели науката? Баш таа наука која се бави со театар. Првата театарска представа вели во Атина ми одржа некој си теспис, кој што се дотркала од север, на дрвена кола. И ми одржал првата представа. Македонските, земете Елеидата, од Виргилија, најголемиот римски поет, ќе видите дека пелазгите, на кои припаѓале и финикијците, и дарданците, и лините, и македонците, и пајонците, тевкрите, сите се народи од овие простори театри градили 1200 години пред Христа. За жал, и кај нас се прифаќаат вакви, па ќе најдете професори кои што им предаваат на своите ученици театарот почна во 19 век. Еврипид живееше и работеше на во Пела, таму и умре, почина. Го раскина македонските и тракиските жени. Под кај Дион му е гроб, запишено од сите антички автори. Дека тоа е македонска измислица, ќе видите и по самиот театар. Погледнете било кој антички театар. Гледалиштето е половина сонце, сонце во изгрев. Оркестрата е половина сонце. Македонското оре, преданата е половина сонце. Некојаш знаеме да го играме и во круг. Да го... Сега го символизира сонцето. Сонцето не е грчки символ. Македонски. Култот кон сонцето, атињаните го сметаа за непатриотски чин. Нивниот символ е буфот, символ на мрак и темнина. Многу различно од нас. Се работи за две цивилизации, две култури. Хомеровите епови. Сите велат Хомер бил грк, еповите Илијада и Одисеја се грчки. Видите што значи Илијада на грчки? Ништо. Разложете го на наш јазик, или јада. Или и ја, или е градот што го обседнува такајците. 10 години, после што се пали, разумнува народот, дел се убива, дел се продава како робови. Тоа се или јада, јадовите, маките на или. Чист македонски збор. А Одисеја, знаете што е содржината на Одисејата? Одење, патешествие, па токму тоа е содржината на Одисејата. Сега цел свет учи епското пеење почнало во Северна Грција. И Хомер бил од Северна Грција. Па што е Северна Грција? Нема Северна Грција. Ама кој е просторот на Северна Грција? И во антиката и денес. Македонија. Па таму е почнато епското пеење. Цел свет на универзитет учи, ама се учи како грчко. Па имаме и записи. Елијан, антички автор, Илијадата е напишена на бригиски јазик. Лудвиг фон Пасов пред 200 години имаше стари делови од Илијадата, запиша. Има словенска лексика, зборовите се словенски. Што да правиме сега? Кристијан Хардер, пак од запад. Имињата во Илијадата се словенски. Еве ќе почнеме со некои хидроними, односно нисоними. Во Илијадата се запишени Дел, Кос, Крв, Крит, Карпатос, Хос. Две острови, запишени пред 1200 години пред Христа. Има ли некој што ќе каже дека нема словенска етимологија? Не постои таков научник, затоа ги прескокнуваат. Кога зборуваат за топонимијата, хидронимијата и етимолошки објаснувања дават на некои мали места што ги нема на картите, за да кажат тие со 6 век, словените. А кај се овие што постои 1200 години пред Христа? Кумовиве не викна од зад Карпати. Не ги викна. Ги именува местните жители, кои што живеева
Таму. Писмото. Еве зборуваше Аристотел, ќе бидам кус. Грците велат, подпирајќи се на Херодот, писмото го зеле од Кадмо. Кадмо финикијецот. Ама каде е Финикија? Се што има во Мала Азија има и овде на Балканот. После Тројанската војна сите од овде бегаат. Овде зетат тамо Зелија, овде имаме Лика, тамо Ликија, овде имаме Венети, тамо Енети, овде Бриги, тамо Фриги. Како си отишле по една буква измени или пак лошо не запишале грци? Јас мислам дека во второ е поточно. Меѓутоа, што се случува? Секој од вас, еве младиот ќе им препорачам, идете во Охрид. Има едно кафуле Кадмо, да го посетите. Ама ќе ви кажам што да погледнете во него. И има еден мозаик на Плаушник до Нова Свети Климентова црква. Прво ќе се качите на Плаушник во малата крстилница ја велат, на мозаикот има еден круг. Зраците на него ќе ги видите сонцето. Меѓутоа во тоа сонце, во центарот ќе го најдете лавот, македонскиот символ, земното сонце, го нарекувале Арслан. Велат било турски збор. Па од каде во Одисејата Арслан? За лавот. Ако е тоа турски збор, турците во 15 век, од каде 2000 кусур години пред тоа, во македонскиот збор Арслан. Разложете го, Ар и Слан, земја и слнце. Земното слнце, тоа е грбот. Сонцето е основниот символ. Знакот за Творецот, што вели Аристотел. А во него Кадмо и хармонија. Кадмо е кралот на Ихелејците, историско племе со седиште во Охрид. Феникија е тука, центарот е Охрид. Затоа Јанина е старото име Феникици, затоа е островот Феник на границата меѓу Албанија и Грција, затоа имаме село Фојница Велешко, затоа имаме река Фојница во Босна. Вени еден исти етимолошки корен. Венети или Феникици тоа едно те исто, тоа се словените. Тој Кадмо од Охрид, кралот на охриѓаните, им го даде писмото на хелените. Дека е така, ќе се симнете во кафулето одма на 100 метри од пристанишното, веројатно половина од вас го знаат, и на влезната врата малку е темно, ќе забележите има направено макета на една монета. Ја симнале младиве момци, младиве газди на тоа кафуле од интернет, а на незе се гледа, тоа е монета всушност, тоа ни ја направиле во поголем размер, се гледа Кадмо како им го предава писмото на хелените. Еве кој ги описмене. И сега некој ќе ни каже, писмото се сме го зеле од хелените. Хеленистички период. Најдовме гробови овде во вашиот музеј, еден куп има со надписи. Некој се плаши да каже од кој се, што се и на кој јазик се. Хеленистички период. Кој хеленистички период? Какво е тоа писмо? Погледнете азбуката само. Нема да ви кажувам. Видите да си ја видите азбуката. Колку личи на денешнава, сите се од пред Христа, некои се и од пред Филипа и Александра, затоа што таму е свастиката, односно кукастиот крст, таму е крстот во круг. Крстот е најстариот македонски символ, 8000 години стар. Го спомна и Аристотел. Веројатно е уште постар од 8000 години, затоа што користеле Аталантите или Атлантите, баскијците. Александар Македонски го носел. На декретот го има од каменот од Розета или Канопус беше, да не грешам Аристотел. И на двата и на трите. Добро. Значи има многу да се зборува. Крстот е символ на Македонија, само Па добре, Македонија е земја на првиот и на првата. Така. Сега. Библиотеките. Најголемата и најпознатата е Александриската. Само ќе ја спомнам сега, малку ќе протачам. Има многу да се зборува. Центар на светската култура, светска култура престони на 1000 години беше Александрија. Ни Атина, ни Рим. Каде идеа македонците да гледаат театри, музеи, библиотеки, 700.000 ракописи, пропис донесоа. Се што ќе се донесе книга, влезе во Александрија со бродовите трговски, мораше да се однесе во Александриската библиотека, да се препише, па после му се враќаше на собственикот. Сето тоа македонците го правеа да го остават во наследство на сите идни генерации на светот. Не постоеше научник во тогашниот познат свет што не се школуваше во Александрија. За жал, некој 3 пати ја палеше. Што мислите, кој е? Македонците, не се сигурно. Направено од незапалив материјал, како што пишува Мустафа Ел Авади.
цела од камен, со камени греди, со камена конструкција на кровот. Никако од надвор да не може да биде запалена, само однатре, а изгорена 3 пати. Да се уништи таа македонска цивилизација. Меѓутоа не може. Уште има остатоци. И ќе има до веки веков. Се на секое парче земја кај да купнете ќе најдете некој пишан трак. За жал, пред 10-12 години, кога се возобновуваше Александриската библиотека, беше поканет сиот учен свет. Сите, буквално сите, дури и оние што ја палеа беа поканети на свечаноста. Само за жал погодуваат оние што ја градеа ги немаше. Македонците. Тоа ни го прави Западот, не само нашиве соседи. Првите музеи. Страно запишал дека тоа го направиле Птоломеите во Александрија. Првите универзитети. Да не ги споруваме античките, музеумите, лицеумите и така натака. Еве земат поново време. Свети Климентовата универзитет со 3.500 ученици. Велат бил Болонскиот, 12, 14 век, кога е? 12 век. 200 години пред него е нашиот во Охрид. Не старите цркви. Земете Библијата, не идите подалеку. Првите црковни општини ги формува апостол Павле во македонските градови, вели, Филип и Солун и Бер. Првата христијанка, Ливија Македонката, во Библијата запишано. 28 пати сме спомнати. Нема ни еден народ во Европа кој што е спомнат во Библијата да обстојува со истото име. Само сме ние. Очигледно им штрчиме, затоа сака да не збришам. Не личиме на ова друштво на новокомпонирани политички нации со културен идентитет. И нас не тера да станеме политичка нација со културен идентитет. Што тоа им значи, Боже сачувај. Празна вреќа во која што можеш све да трпаш и ништо да не разбереш после. Како бугарите? Па не само како бугарите, која е цела Европа. Добро, они се најблиску. Најпознати. Ренесансата. Ја почнала во Италија. Позетите ги македонските цркви. Било која. Ренесансни фрески имате од 12 век. Земете само еве, у Скопје си ја знам она во Свети Пантелеј, моноплакување од Христово, 1164 година, 200 години пред Болоња. И тоа не ќе да го признаат. Некои меѓу изрази многија, да, предренесансно. Што е предренесансно? Ренесансата почнала демек во Болоња, а тоа предренесанство што може да им значи? Демек и предренесансата имало ренесанс, само у Македонија, ама Македонија не ја е сапиме. Тие биле диви. Не може цивилизација од див да произлезе. Аристотел го учи цел свет како грчки филозоф. Ама Кини, еден од америчките универзитети, професор, вели, со завршувањето на ерата на Сократ и Платон почиња ерата на македонецот Аристотел. Роден во Пела, односно во Стагира, близу Солун. Татко му бил Никомак, Никола Македонецот, крал, лекар на македонскиот царски двор. Дедо му лекар на македонскиот царски двор. Парадедо му исто. Израснал во Пела. Цела фамилија му е работела, живеела во Пела. Па можел некој да довери од македонските кралеви, грк да му биде лекар. Во она време кога 90% од убиствата се правиле со отров. Па тоа да видам не веруем. Поливија вели, атињаните го нарекувале окупаторски филозоф и генерал на Александровата војска. Обвинение има против него исто како против Сократ. Непочитување на атинските богови и лошо влијание на младината. Па зошто да ги почитува атинските богови? Тој си имал свој македонски. Бил македонец. Да не го стекне судбината на Сократ и избегал од Атина. За да остане жив. Што понатаму треба да се каже? Хипократ. Што вели науката? Грк код Хипократ ја направил Хипократовата заклетва. Меѓутоа никој не спомнува неговата биографија. Роден и живеел во Македонија. Заклетвата ја напишал и ја обзнанил во Пела. Живеел од 460 до 370 година пред новата ера, во Пела. Ајде сега. Пак Грк.
А живеел и работел во Македонија. Што мајка бара во Македонија, што не објавил во Атина? Јустинијан, познат како првиот кодификатор на правото, 2600 прописи, закони, подзаконски акти ги собрал во едно дело. Кодекс Јуре Цивилис, кодекс на цивилното право. Тоа му е правиот назив. Цел свет го учи како римско право. А веќе 100 и кусор години Рим не постои. Рим не постои од 460-та, Јустинијан живеел и бил цар од 527 до 565 година. Еден век подоцна. Рим не постои, а го учи како римско право. Сега што е интересно, тој е Јустинијан е од Таор, Скопско. Неговото родено име Западот вели Петрус. Па тие не знаат за Петруш. Да знаеле ќе го напишева точно, како што го крстал неговиот кум Петруш. Флавиј. Петруш Христос Аматов. Така, точното има. Ама Петруш, не Петруш, како што го запишуваат тие. Прекарот му е управда или правда, на латински Јустинијан, од Вистинијан. Правда е вистина, нели? Правдата е вистината. Тоа е преводот латински на неговиот прекар. А дека е Петруш, посредно ќе извлечеме потврда. Татко му е Исток, мајка му е Береница или Вереница или Верица. Тетки Чичовски и Вуковци ќе ги спомнам. Божидар, Селимир, Вукица и така натака. Што мислите, чии се овие имиња? Грчки, римски, или може би увезал кумови од Заткарпати, им се допаднале овие имиња заткарпатски и немале император свој па увезле од Заткарпати. Ете кој е Јустинијан, најголемиот кодификатор на светското право. Така од тука. Има уште многу работи да се набројуваат, ќе привршам со Александар Белега, значи се ова е цивилизацијска придобивка на пелазгите. Род кој што живееше од Крит до Балтик. Во центарот на таа пелазгиска цивилизација се Македонија и македонците. Никој тоа не може да го оспори. Меѓутоа грците векат македонците биле грци, затоа сме ние носители на цивилизацијата. Тука е подметнувањето, многу едноставно. Затоа никогаш нема да се откажат од таа теза и никогаш нема да ни дозволат да се нарекуваме Македонија. Не горна, не северна, не долна, како сакате. Македонија не сме да има. И затоа и Лисабонската декларација донесена 92 година, ама едногласно од Европската унија, не од грците. Не може да постои држава која свој назив содржи име Македонија. Точка. Лага е дека горна, северна, прифатите, ќе ве признаеме. Тоа е начин до изнемешлување, додека однатре не се обидат да не растурат. Значи, се е тоа пелазги со. Меѓутоа, морам да кажам, немаме право на монопол. Тоа цивилизацијско право им припаѓа сега на сите. И во крвта на денешните грци, во крвта на денешните албанци, во крвта на денешните бугари и срби тече пелазгиска крв. Погледнете ги, колку бели луѓе има во овие наши соседни земји. Не се сите луѓе во Грција со црн тен. 80% се бели. Сакам само да ви го кажам. Доаѓањето на грците, значи цел Балкан е пелазги. Единствен народ се данајците. Дојденци од Египет, нивното доаѓање го пишал Есхил во трагедијата при Бегарки. Крај на 6-ти почеток на 5-ти век. Вели дојдо во бел облека црн тен, а ги перчега бела, скрадал на беластите, цел Балкан е беластија, пелазгија. Како сакате. Дојденци од Египет, прво 50-те керки со придужбата на Дане, потоа 50-те синови на Египет. Затоа до ден денешка и тогаш нашиот народ нив ги нарекува егјупјани или егјупци. Познато вие кои се егјупците? Имаат партија во Охрид. Црномуреста, токму онака опишена, како што е опишала. Личен народ се, така. Нема збор. Епа, затоа и не присвојуваат малце, да бидат уште полични, да се измешаме, да им ги бели. Сега, сакам да завршам со Александар, ако продолжив. Добре. Најголемото придобивка што светот ја доби со делото на Александар. Сите го проучуваат како војсководец, воин, убиец, немилосрден.
Меѓутоа, малкумина некој ја проучува неговата друга страна. Никој не ја проучува неговата голема идеја, идејата за универзален свет, за универзална држава, која што ја гледа македонските филозофи со децении, со векови назад. Тој е првиот и последниот од големите кралеви кој што го презираше робството. Првиот и последниот кој што на поробените народи не им го наметна својот мајчин јазик, ги остави дома да си го зборуваат својот мајчин јазик. А во државата воведе нов јазикот на трговијата кој што се зборуваше по цел Медитеран, наречен којне. Па мора вели Квинтин Руф да го учат и победниците и победените. Дома кој сака нека си го зборува. Дозволи секој да си ја промовира својата религија, да си има свој храмови, дури ги возобнови храмовите што персијанците во огромното персиско царство ги разрушија. Затоа секаде го пречекува како Бог, како спасител. Направи држава од тука до Индија во која што секој каде и да оди ќе се чувствува како да е дома. Држава во која што веќе нема да има плячки, секојдневни напади, разрушувања, палења, робства. Тој е првиот кој што промовираше мултиетнички бракови. Позната е неговата свадба 10.000 војници со 10 персијанци и 80 негови војсководци со благороднички персијанки. И тој самиот се ожени со персијанка. Првиот кој што промовираше мултиетничка војска, рекрутираше сегде војници. Тој имаше верба во нив. Првиот, велам, кој што ги признат тугите религии, тугите јазици. Се темели на овие негови идеи. Дури и христијанството. Христијанството е копија на неговата идеја. Она што за Александар беше универзалната држава, универзалниот свет, за христијанството е една црква за сите верници, без оглед на бојата на кожата, верата, односно јазикот. Тој практично го најави доаѓањето на Спасителот. Кого луѓето глеdaa како Спасител? Па него, цел свет Бог го прогласија. 300 години пред Христа. Го најави христијанството. Европа се темели, Европската унија, на неговите идеи. Мултиетничка држава, која сите јазици се равноправни. НАТО се темели на неговата идеја за мултиетничка војска. Христијанството се темели. Затоа Европа е грда без Македонија. Со акламација треба да не примат. Треба да се застармат ако тоа не го сторат. Благодарам. Да им се заблагодариме на гостите за обширното произнесување на темата за Древна Македонија. А вас, драга публико, што дојдете вака во добар број. Македонија ќе обстане, сигурно. Меѓутоа, мислам, како ова вашето знаење, вашето денешно излагање, видов колку длабоки корени има овој македонски народ. Како да допре до свеста на широките маси. Реформи на образованието и малце поголема храброст. Мажи треба да дојдат со машки атрибути. Е сега. Има ли слух за вас во оваа земја? Па се повеќе има слух. Има и обструкции. Тоа ме охрабрува. Е сега, има и нешто друго, ако имате време, уште 2-3 минути. И Господ е со нас, Господ ја чува. Има една легенда која што ја донесе еден наш актер од Русија или Белорусија, не ме држите сега за збор, познат наш актер, и ќе се обидам да го парафризирам, не е мој, значи тој е приказна донесена од север, за Македонија. Кога македонците прв пат решили да прават држава, отишле кај горниот народ, Боже да ни даеш едно парче земја, сакаме да си направиме држава, а не ќе ме без твој амин. И гледа овие посветени на Бога, ќе ви дадам. Ама да ни го дадеш најубавото парче. Ти ви дадам, им дадаме парче земја, си отишле, тие после некој време па му се враќаат. Незадоволни, не им се допаѓа, сакат поубаво. Ама Господе, ние ти го баравме најубавото парче земја. Пак им дава. Пак незадоволни, потрепат му доаѓаат, ги гледа настојчиви, упорни. Абе, дедо Боже, најубавото парче ти го барав. И тој ги гледа, слушај, ве гледам посветени на Бога. Ништо не ќе да направите насилно, ништо без Божја волја, ќе ви го дадам. Има едно парче земја, вика таму долу на земјата, што го чував за себе си. Се вика Македонија, еве ви го.
Тој ќе не чува. Го последивте излагањето. Останува само уште да им се заблагодарам на нашите домакини во Неготино. Тоа се пензионираниот професор по историја од ово училиште, Блажо Лазовски, потоа Петар Ризов, директорот на музеот во Неготино, господинот Оливер Петровски, Атанас Јакимов од Тимјаник Неготинско и други, нека не ми замераат оние што не ги спомнав. И особено благодарност до директорката на училиштето Кирил и Методи, господјата Маја Тефова. Благодарам и вас, драги гледачи, на вниманието. Останете и понатаму со програмите на телевизија Сонце. Имаме интересни содржини. Јавувајте се и понатаму во телевизија Сонце, ако имате некои интересни работи од своите родни краишта, нашите сниматели, и јас лично, секогаш сме спремни ако имате нешто интересно да покажете на македонската јавност. Благодарам уште еднаш.